Здраво на сите, среда 27 јуни, време за уште 4 надпревари на светското првенство односно предпоследниот ден од онаа фаза по групи и повторно видиме разврска во две групи денеска. Групата Е, Јужна Кореја, Германија е првиот надпревар. Мислам во исто време. Во исто време, да. Кореја, Германија и Мексико, Шведска, додека во вечерниот термин од 20 часот се игра надпреварите од групата Е, Србија, Бразил и Швајцарија, Коста Рика. Ајде да почнеме како што е редот со првиот надпревар, Јужна Кореја, Германија. Па Германија се извале, така да кажем, условно, во судиското продолжение со гол од Тони Крос и не верувам дека сега повеќе ќе пропушти оваква шанса, мислам дека е за две класи по последна репрезентација од Јужна Кореја има тип 2. Тип 2 минута е многу малку коефициентот. Да, така да нормал, така да може да проба. Јас се слагам, тип 2 дефинитивно може и 2 од 2 според мене. Или може да пробате со повеќе голови. 3 плюс е добар коефициент 1,50. Или двојка и 3 плюс 10 комбинирани. Да, може. Добро, сега, 2 од 2 е 1, 60 до 1, 65, така да ја играм 2 од 2, 3 плюс, па добро, тука не ги се типовите. Може да, Јужна Кореја мислам дека нема што да брани надпревар и за нив ова е последен надпревар на турнирот, така да не верам дека Германија ќе получи шанса за да обезбеди пласма во следната рунда. А во вториот надпревар во вториот како може да Мексико Шведска, да. Да дојде интересна ситуација да кога Шведска победи, па се направи круг на 3 репрезентации со по 6 бода. Меѓутоа Мексико покажа дека е добро организирана екипа и добра. Во тој круг, веројатно Германија ќе биде, неверојатно, Германија би била втора. Па зависи од гол разликата, како ќе завршат надпреварите. Да, гол разлика меѓу себе дуел, Меѓу себе дуел се прави круг. Мексико ја победи Германија, Германија ја победи Шведска, Шведска ја победи Мексико. Меѓутоа, јас мислам дека Мексико нема да го загуби овој надпревар. Се покажа како доста... Ако не го загуби, ќе биде прв сега. И ќе го избегнем Бразил, веројатно. Ако заврши тоа Бразил прв. Веројатно, да. Добро, дефинитивно че не сме да има ни Мексико калкулации и покрај тоа што веќе има обезбедено пласма во следната рунда, така да очекувам интересен меч, мојот предлог е гол. Мојот предлог е 1-0 дупла шанса, 1,40 е добар коефициент, мислам дека Мексико не може да загуби. Така, добро. Одиме понатаму со во оние два надпревари од вечерниот термин, последниот група Д од 20 часот играат Србија, Бразил, Швајцарија, Коста Рика. Србија, Бразил играат на откритија арената во Москва. Интересен надпревар, меѓутоа фаворит според мене Бразил и типом чиста двојка. Србија имаше мислам дека имаше осмина финале во раце, човечи изгуби во последната минута примерно. Да, нема се на тој надпревар Србија ги загуби сите шанси, ако спортски и фудбалски да се надева дека може да има добар резултат, меѓутоа Бразил може би ќе беа за една класа. Повеќе ќе се надева, доколку Бразил веќе имаш обезбедено пласма. Тоа да. Мислам дека нема да дозволи Бразил, не знам, кикс со Србија да не победи, па во тој случај би му било и загрозено местото во последната рунда. Така да типом двојка, чиста двојка, коефициентот не е лош, 1,50. 1,50. Да, така да, мојот предлог е 2. Ти што може ти веќе. Добро, и последниот надпревар за денеска се игра во Нижни Новгород. Да, Нижни Новгород, стадионот во истоимениот град Нижни Новгород, одличен стадион, Швајцарија, Кец. Коефициентот е добар 1,80. Мислам дека не се пропушта Швајцарија кога веќе успеа да победи против Србија, мислам дека нема да се дозволи истото на Коста Рика. Коста Рика не е воопшто за подценување. Нема пораз, нема бот, има два порази, меѓутоа двата гола со прослави Србија, да, против Србија се врати. И ова е мундијал, сигурно нема да излези така на терен кога да помине времето, току ќе играби. Ако се зема предвид дека Коста Рика минатото светско првенство ги елиминираше Англија и Италија, така да светско првенство беше хит.
Меѓутоа сепак Може да се случи. Швајцарија Може да се случи изненадување со резерва тип 1. има и јас типом. Така. Добро, тоа беа надпреварите за денеска, односно предлозите на тимо на кладење.мк, на дел од тимо на кладење.мк интернет сајтот за онлайн облажување, а ние ќе се јавиме утре со уште едно видео со следните Да. групните групи од групната фаза последното коло. Така да, до тогаш поздрав. Поздрав, чао.